Во текот на денешниот ден имаме 20 пожари на отворено. За жал, 10 од нив се уште се активни. Еден од најтешките за гасење е овој активен пожар позади мене, кој што веќе се движи на граница помеѓу Свети Николско и Проби Штипско. Тоа е пожарот кој што во суштина започна во понеделникот во селото Орел и кружи цело време. Успеавме многу од неговите краци да ги стопираме, но оваа линија е многу долга. Цел ден действуваме овде со еден армиски хеликоптер и еден српски хеликоптер, но за жал ефектите се мали. Бидејќи овој оган се движи кон две релативно стари и релативно напуштени села, од страна на локалното население изработени се така наречени ПП појаси, односно изорани се појаси кои што би требало да го спречат огнот да не префрли кон селата доколку дојде кон нив. За жал ветрот кој што дува, кој што од време на време е многу силен, дополнително ја отежнува борбата со овој пожар. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани кои што планираат овој продолжен викенд да го поминат во своите викендици во некој од нашите убави викенд населба или планински села, да бидат исклучително внимателни. Доколку знаат дека во нивна близина има пожар на подрачјето на кој што се наоѓаат нивните викендици, апелирам до нив да не одат до своите викендици или да отидат само да изработат противпожарни појаси околу нивните викендици или куќи кои што ги користат за одмор. Состојбата е сериозна, иако веќе воспоставивме делумна контрола врз пожарите, некои пожари се уште може да бидат опасни и да загрозат некои стари села или некои викенд населби. Иако наша прва цел е одбрана на викенд населбите и на селата. Воедно би сакал да информирам дека во државата веќе е пристигната странска помош, а остатокот ќе пристигне во текот на ноќти во раните утрински часови. Веќе овде се наоѓа еден хеликоптер од Србија, еден хеликоптер од Чешка, во секој момент ќе пристигне хеликоптер од Словенија, ќе пристигнат и 2 ер-трактори од Шведска, 2 ер-трактори од Германија, како и тим од Унгарија со 46 пожарникари со специјални теренски возила кои што може да се пробиват на најтешко пристапните терени. Тие треба да дојдат вечерва и истите ќе бидат упатени кон големиот пожар кој што повеќе дена гори околу селата Тажево и Брезница на територијата на општина Македонски Брод. Пожар кој што од страна на ловиштето јасен е исконтролиран, пожар за кој што се прошири информации дека ги загрозува викендиците или викенд населбата под реката Треска, но зборувавме со локалниот командир на пожарникарите, во овој момент таква опасност не постои. Но повторно повторувам, апелирам до граѓаните да бидат внимателни